Доделувањето концесија на експлоатацијата на термалната вода од Кочанскиот басен на приватна фирма во чии рамки се и оранжериите добра, а во услови кога функционира геотерма во состав на комуналното јавно претпријатие Водовод, се граничи со криминален договор кој во преден план става одредени тесни интереси. Нелогично е при постоечки концесионер чии експлоатациони капацитети се изградени од австријска донација да се одобрува втората концесија, што се вели во дворот на првата, само заради удоволување на производител на зеленчук на кој му се остава простор да врши неконтролирано црпење на топлата вода за лични профити. Алармантната ситуација со нивото на подземните термални води кој е 60 метри пониско од нормалата и тоа пред започнување на нова интензивна експлоатација, најсликовито зборува за злосторството кое се врши врз ова природно богатство. Што е уште пофрапантно, се чини никој не знае колку вода во секунда или дневно испумпува концесионерот. Ние за нашата концесија која имаме, ние знаеме колку и што е, а другиот концесионер не го знаеме. Тоа треба да се обратиме во Министерство за економија, инаку по наше мислење дека тој троши неконтролирано и истата вода не ја реинектира. Ние имаме систем за реинектирање, од другиот концесионер не ја реинектира водата и испушта во самата река. Тоа што се знае е дека само за 2 недели нивото од минус 55 е паднато на минус 60 метри под нормалата. Ние оваа година се соочуваме со сериозен проблем, а тоа е намалување на аквиферот на базенот што е во геотермалните води. Ланска сезона ја завршивме со минус 71,6 метри во минус, летниот период истиот базен се надополни и дојдовме до минус 55 метри. Сега со почетокот на сезоната, иако комуналното претпријатие е еден од концесионерите, во првите 2 недели, кога ние не испорачувавме топла вода, а другиот концесионер почна со експлоатација на топла вода, само за 2 недели нивото на аквиферот падна за 5 метри. Очекуваме дека оваа година, кога и ние ќе се почнеме со експлоатација, а веќе приватниот концесионер експлоатира, нивото оваа година ќе надмине 75 метри, што е веќе сериозна бројка и сериозен проблем во кој може да се доведе самиот систем на геотерма во прашање. Можеби најсоодветно решение, односно мерка која треба да се преземе, е целосно запирање на експлоатацијата на термалната вода, се додека не се утврди состојбата со целокупниот систем и не се направат стручни анализи колку е нарушена природната рамнотежа во утробата на земјата. При тоа и да се дефинираат валидни наоди како да се санираат веќе направените пореметувања за општина Кочани, да не се доведе во ситуација за неколку тони домати и краставици да остане без огромното богатство што и го дала природата.